Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Мој гостин вечерва е Рашела Мизрахи, доктор на биохемиски науки, пратеник, председател на анкетната комисија за случувањата на клиниката за онкологија. Добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Рашела, да почнеме директно, конкретно. Дали после сето она што се случи, веќе месец дена го доживуваш ова со анкетната комисија, дали на крајот на краиштата испаѓа работата, ако сакаш нешто да не успее, формирај собраниска или какви да е комисија? Па често пати се слушаше тоа на почетокот на формирање на анкетната комисија. Сметам дека и одредени ликови сега од можеби од незнаење имаат таков коментар дека ако нешто сакаш да не се заврши, формирај комисија. Можеби тоа е факт кој што е факт за одредени други ситуации, за оваа дефинитивно не. Анкетната комисија почна благовремено да работи. Еве до 3 ноември, заклучно 3 ноември, последниот датум за свикување на сведоци или експерти свика вкупно 63 експерти, се појавија 53, 10 души не се појавија на сослушување, меѓутоа се собра достаточен материјал што се однесува до стенограмите, за да може да се заврши, да кажеме, надзорната улога на анкетната комисија. Меѓутоа интересен е и фактот што сите тие кои што зборуваат за надзорната улога на собранието и падот во довербата во собранието сега би требало поинако да гледаат на работите. Знаете, зборуваат и за периодот на режимот и посрежимскиот период. Во периодот на режимот во 4 години интервал имало 16 надзорни расправи, додека во овој мандат има само 5, од кои што 3 никогаш не започна, а една е целосно неуспешна. Ако анкетната комисија се смета за одреден надзор над работата еве на здравствениот сектор, тогаш сметам дека досега совршено добро си ја завршува својата работа. Наспроти оние кои што велеа, ако сакаш да нешто не успее или пропадне, формирај комисија каква и да е. Доколку еве да замислиме да не бевте вие како анкетна комисија, не сакам да бидам пристрасен бидејќи си ми гостинка, но доколку не бевте вие, што ќе слушневме ние за онкологија? Поминаа 2 месеца, еве влегуваме во 3-тиот месец. Јавното обвинителство го нема никаде. Го гледаме Јовески на кај вас кога треба нели да каже нешто, да го испрашате, да не речам. Вие сте оние кои што буквално ја водат истрагата. Да не беше анкетната комисија, такво е чувството кое што провејува и доминира, не само што провејува низ јавноста, да не бевте вие, па немаше ниту ова што не го работат, а не го работат да се случува. Има неколку интересни феномени во така наречената афера, која што е повеќе од трагедија, всушност. Тоа е трагедија од ситуација, е тоа што медиумите прво почнувале да пишуваат за случувањето во онкологија во 2019 година многу активно, иако и претходно се случувало многу активно во 2019 година, и можеби да не беше истапувањето на Државниот завод за ревизија кој што има одреден заклучок за работата на онкологија во 2021 година. Ако мене ме прашате од оваа позиција во која што се наоѓам денеска, можеби Државниот завод за ревизија има многу блага форма на заклучоци во 6-7 страни круцијални што јас ги пронаоѓам како такви за работата на онкологија во 2021 година. И сепак, иако тој завршил како формулар, да кажеме, завршен материјал во март 2023 година, кога е доставен до обвинителството, кога е доставен до државните институции, до јавноста на увид како официјален документ на Државниот завод за ревизија, продолжува инсистирањето на медиумите, на одредени новинари кои што работат на истражувачко новинарство во здравствениот сектор, да алудира на фактот дека нешто не е во ред, па обвинителството ја пофаќа работата некаде на почетокот на септември 23 година. Од 19 до 23 имаме 4 години интервал во кој што работите кои што се случувале на онкологија довеле до ваквата трагедија да биде сега во толкава експанзија, да целокупната јавност е зграната и сите се заинтересирани, и заради тоа всушност е битна работата на анкетната, која што да експедитивно помина преку изјавите на сведоците, експертите, меѓутоа исто така експедитивно мина низ материјалите кои што се доставени од институциите кои што беа побарани од нив. Темата е премногу страшна, премногу морбидна и за жал или не, и премногу интересна за публиката, бидејќи многумина се засегнати од ова. Факт е дека сте многу гласни, дека, да не речам, еден настап ваш или пак една седница на комисијата, имате 10 страници на агрегатите преполни со вестите. Не можат дури ни оние провладините медиуми да ве прескокнат, бидејќи темата е премногу голема. Но еве,
месец дена веќе помина, месеци неколку дена како функционирате. Имавте многу распити, сведочења, имаше и дел од оние што избега арам да име што вели народот, бидејќи вие сте тело на собранието, на највисокото тело во државата, но тие бегаат, тие не даваат одговори, но како и да е, еве после еден месец, дали успеавте да сватите барем дел од шемата која што функционирала на онкологија, бидејќи ова е буквално кажана шема преполна со малверзации, преполна со многу пари, многу садизам, да не речам, има во целата приказка за да го правите, но ова влеговте ли во шемата за овие месеци и неколку дена, како функционирало сето ова? Па јас би сакала првен да посочам пред целата јавност дека работата на анкетната комисија се сведува на трка со време. Значи, вие имате доставени материјали и документи, одредени институции не сака или одбиваа благовремено да ги достават материјалите кои што беа побарани од нив. Таков случај беше пред се со Малмет, меѓутоа исто така и половично доставените информации од Државниот здравствени санитарен инспекторат. И зошто велам трка со време? Заради тоа што вие треба да ги разгледате материјалите, да извадите круцијални документи кои што ви се битни за поставување на прашања, а истовремено и да ги каните и да дојдат сведоците за да им ги поставите прашањата. Не можете да свикувате сведоци без да бидете подготвени за која проблематика се тие одговорни и зошто тие се свикани и што треба тие да одговорат пред анкетната. И овие што не одговорија, прости, зборуваме за институции чии што директори се назначени директно од власта. Од владата. Од владата, директно од владата. Ништо не е случајно. Оние кои што не пристигнаа на анкетната комисија и не ги дадоа своите изјави, знаете, се остава црна или пак неубава дамка како да се работи за прикривање на одредени докази, а тоа е неубаво и за јавноста, да кажам, и неубава информација и за оние инстанции кои што истовремено работат на оваа проблематика, како што е јавното обвинителство. Сепак во трката со време се помина низ маса на материјали од каде што можеше да се извлече заклучок за, да кажеме, генералната перцепција за што се случувало во здравствениот систем во овој интервал, односно што се случувало со клиниката за радиотерапија и онкологија. Ако сакате да навлеземе во детали за да слушаме како функционирало досегашните сознанија. Така, од досегашните сознанија ние можевме да видиме дека всушност се работи за политички карцином и тој политички карцином навлегол сериозно во здравствениот систем со тоа што имаме тенденциозно намерно исклучување на контролните механизми на здравствениот систем и тоа се огледува не само во проблематиката на тоа како работела клиниката за радиотерапија и онкологија, во кој што на јавноста веќе е неколку пати презентирано дека немало протоколи, дека немало интерни патеки, дека немало начин да се знае на кој пациент ќе му се додели биолошка терапија или нема да му се додели биолошка терапија, дека немало стручен колегиум, дека немало онколошки конзилиум, дека немало тумор бордови, значи сето она што е пропишано со закон, Законот за здравствена заштита, на чија што основа требало да функционира клиниката, било исклучено како механизам. Ти велиш тенденциозен хаос. Тенденциозен хаос и од тој тенденциозен хаос настанала трагедијата која што денеска ја разгледуваме како голема афера на онкологија. Меѓутоа, таа афера не можела да настане доколку Министерството за здравство не е застанало во своето функционирање, односно не ги суспензирало своите надлежности како надзор на работата на клиниката за радиотерапија и онкологија. Така, рибата смрди од главата, овој пат од Министерството. Токму така, знаете, во сите закони кои што го афектираат здравствениот систем, надзорот го има министерот. Од тука и тежината на самото министерство, односно министерот кој што треба да има контролна улога. Да кажеме, директорот треба да доставува 6-месечни извештаи за својата работа, планот, планирањето на својата работа за наредната година кон министерот. Министерот треба да ги види процедурите и патеките за работа, истиот треба да ги објави во службен весник, тоа оди преку Министерството за здравство. Министерството е во строга корелација со работата на Фондот за здравствено осигурување, кој што пак врши инспекцијски надзор над работата на клиниките и односно јавните здравствени установи, како би имало увид на тоа како се трошат одредените средства. И доколку таквите контроли биле воспоставени, тогаш немаше клиниката да влезе во минус од 20 или повеќе милиони евра. Од трета страна го имаме Малмет, кој што можеби директно не врши самостојно увид над лекарствата, кои што се односно квалитетот на лекарствата во клиниките, меѓутоа и како индиректно може да врши, а тоа значи дека врши инспекцијски надзор кој што е редовен над веледрогериите, колку имаме влез на медикаменти, колку има излез на медикаменти. По допрен глас, Малмет и самиот може да врши инспекцијски надзор над работата на јавните здравствени установи, односно нивните депоа со медикаменти. Понатаму го имате Државниот
државниот здравствен и санитарен инспекторат, кој што врши надзор над работата на јавните здравствени установи и од медицински аспект и од аспект на лекарства или пак материјални картички, што е влезено, што е излезено, протоколи, патеки и така натаму. Значи имате еден куп на контролни механизми кој што е внесен во еден куп на законски решенија кои што требале да бидат функционални и доколку биле вклучени во било кој момент од работата на здравствениот систем како дел од здравствена политика пропишана со закон, од 19-та до денеска ние немаше да имаме оваа афера. И немаше сега да зборуваме. Можно ли е случајно да потврдат сите овие институции заедно, значи не зборуваме за една, наеднаш имаме распад на буквално на системот на сите овие институции, сите назначени така не случајно од една иста влада, наеднаш не функционираат. Еден да функционирал, немаше да се случи ова. Да бидам многу директна. Да. Кога велам тенденциозно, намерно исклучување на контролните механизми, тоа подразбира тенденциозно и намерно исклучување од работата како што е пропишана во законите. Значи буквално ги кинеме законите и тераме како што ние сакаме, а не како што е законски одредено да се работи во здравствениот систем. Доколку ова се случува на овој начин, тогаш можеме да кажеме вака. Одредена влада има различни сектори. Имаме сектор здравство. Министерот за здравство треба да воспостави своја здравствена политика за подобрување на функционирањето, унапредување на функционирањето на здравствениот систем. Во овој случај здравствената политика било да се раскинат буквално законските норми и другите акти по кои што работи здравствениот систем и да се тера така наречен здравствен башибозук кој што ќе го доведе секторот во тотален хаос и во магла, од која што сега ќе имаме јавно обвинителство кое што работи на предистрага 3 месеци, анкетна комисија, јавност која што е збунета, пациенти кои што викаат за мене немаше, за мене имаше медикамент, па немаше сега да стигнеме до степен да се дискутира за тоа како се врши трансфер на медикаменти од една здравствена установа до друга. Така. Буквално кажано, ова не е играње на своја рака, ова е играње пиперевка по нотите на некој од владата, односно сето ова е некако премногу уиграно за да се случи. Премногу се уходани, да не речам, премногу играат една иста игра за да случајно секој си играл на своја рака и се случи ова. Ајде вака да видиме. Хипократовата етика е она по која што работи секој здравствен работник. Белите мантили работат по Хипократова етика. Таа има 4 пилари од кои што правичноста, нели, и да не се нанесува штета, да кажеме, на пациентот, се 2 основни пилари. Доколку Хипократовата етика е тргната на страна од медицинскиот работник, односно од лекарот, ќе добиете пазарна етика на функционирање. Да бидат работите уште полоши. Кога станува еден доктор, директор на јавна здравствена установа, особено во терцијарно здравство, тогаш Хипократовата етика се сведува на почитување на законите за форматирање на системно функционирање, системско. Значи како во сон да знаете, како часовник да работи и така треба да функционира самата клиника. Сега, доколку директорот ја заборавил својата етика согласно законите, тогаш го имате министерот кој што не смеел да ја заборави. Ама и министерот ја заборава својата форматура за работа како министер за здравство кој што врши надзор над работата на јавните здравствени установи согласно закон. Сега имате и трета фигура која што можела да рече стоп, ова не е во ред, тоа е директорот, односно двајцата обата директори на Фондот за здравствено осигурување. Такви двајца нели имаме и во јавната здравствена установа, односно Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Тие со вршење на редовни и вонредни контроли, и финансови, и здравствени контроли можеле да увидат дека нешто не е во ред согласно закон, односно не е согласно закон. Ама и тие, иако се истите назначени исто така од владата, не си ја вршеле својата работа, замежувале со едно око, не гледале што се случува на укро. Па имате Малмет, директорите на Малмет исто така политички функционери, назначени од владата. И тие решиле да не ја имаат контролната улога, пропишана во закон, туку да играат дека ништо не виделе, ништо не чуле. Имате државниот здравствен и санитарен инспекторат, кој што е под Министерството за здравство, кој што издействувал контроли, значи ние ги имаме шаблоните, испратени се табеларните прикази, меѓутоа во клиничката работа на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, каде што секогаш биле истите двајца инспектори, се е пропишано дека се е прекрасно во ред, како никогаш да не виделе дека нема процедури. Иронијата да биде уште поголема, тие разгледували и по 20 документи, значи од пациенти, целиот архивски материјал од пациентите и увиделе дека се е по процедура, односно по протокол, а протоколи и процедури немало.
Значи, еден тотален хаос кој што морал да биде синхронизиран за да биде таков хаос. Знаете, во архивската граѓа проследена до анкетната комисија, тоа е огромен архивски материјал. Чинам дека е некаде околу 30.000 страници, кои што дојдоа од онкологија, од Министерството за здравство, од ФСМ, од Малмет, од ДСЗ и од различни инстанции. Првин, работено е надвор од Законот за архивско работење. Значи, добивате архивска граѓа која што е во тотален хаос, која што е исполнета со архивски дупки, значи немате следственост, и самата поставеност на документите ви укажува дека има тенденциозен хаос. Тенденциозно е направено да биде се хаотично и непредвидливо. Ама како и да ја свртите оваа приказна? Во тој хаос се гледа дека нема следственост ниту на медикаментите кои што биле набавувани за молекуларна терапија, а кои што се исклучително скапи, и тука барам да се земе во предвид не само тежината на заболувањето, да, секако, меѓутоа и висината на цената на медикаментите. Немате пропишани протоколи за која јачина, која количина ќе се издава на кој пациент или ќе се набавува за самата клиника, и конечно никаде не стои дефиниран број на пациенти во одреден момент кој што требал да ја прими таа терапија. Броевите кои што се прикажувани во документацијата флуктуираат од 5 до 45, а дозите флуктуираат во барање, значи за набавка од троцифрени на 6-цифрени. Пример, од 900 на 310.000, и тоа само во 20 дена разлика. Која е улогата на фондот во целата оваа приказка? Не го спомнавме многу, освен така нафрлајќи го. Без фондот, дали фондот доколку бил како што треба и работел како што треба, дали можело да се случува ова? Фондот има, всушност како и лекарската комора, тој има и таа треба да се разгледа убаво. Фондот има улога на контролор. Так. Значи, фондот за здравствено осигурување е како дете помеѓу Министерството за здравство и Министерството за финансии. Тој ги контролира финансиите. Так. Што значи дека ако тој ги контролира финансиите, треба и директно да ја контролира работата на универзитетската клиника каде што ги пренесува средствата. Тоа го врши преку инспекцијски надзори, кои што може да бидат финансиски, може да бидат здравствени и така натаму. 4 мислам дека пилари на инспекцијски надзор имаат. Во материјалите кои што се доставени до анкетната, се гледа дека во 19-та година имало само 2 инспекцијски надзори. И тие биле вонредни. Во 20-та има 3, во 21-та има 3, и ниеден инспекцијски надзор не укажува на фактот дека има вакви неправилности во работењето на универзитетската клиника. Напротив, тие инспекцијски надзори се малтене 3 ливчиња од хартија во кое што ништо не е дефинирано, и тогаш станува конфликтно како можел фондот да доделува средства и да нема увид што станува со средствата и што станува со пациентите, затоа што сите овие контролни механизми, сите овие сателити, главната цел која има? Да го заштитат здравјето и животот на граѓанинот. Она што е загарантирано со уставот на оваа држава. Животот на граѓанинот е неприкосновен, а оваа држава има и аспект на хумано однесување, односно во темелните вредности имаме хуманизам, имаме солидарност. Значи, целокупната улога на фондот била нарушена што се однесува до функционирањето на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Како функционирало, односно не функционирало тоа што требало да функционира, колку и парадоксално да звучи? Пред емисијата ти ми даде еден приказ, буквално ми нацрта што требало да се случува, како требало да функционира клиниката, со сите протоколи, се што требало да биде, но како сето тоа било поништено, односно некој презел некои ингеренции кои што не требало да ги преземе. Еве, ако можеш накусо да не објасниш што всушност од досегашните сознанија на анкетната комисија се случувало таму, односно не се случувало. Така. Како што треба. Ако го погледнете Законот за здравствена заштита, тој опишува како треба да се движат патеките на функционирање на кореспонденција помеѓу една јавна здравствена установа и Министерството, па и другите елементи, сателитните елементи за контрола на нивната работа. Значи, еве да ја разгледаме клиниката за радиотерапија и онкологија. Имате раководители на сектори, така? Тие раководители на сектори сами по себе сочинуваат заедно со директорот и главната сестра стручен колегиум. Тој стручен колегиум треба да изготви материјал во кој што ќе каже кои медикаменти им се потребни за терапирање на пациентите на самата клиника, значи на секој раководител на сектор, посебно за секторот, па вкупна една листа да ја достави до директорот да ја помине на управен одбор и со таа листа да се бараат средства за медикаменти на клиниката од Министерството за здравство, значи согласност од Министерството за здравство дека тие медикаменти може да се употребуваат, и од фондот да се бараат средства за тие лекови. Она што е генерален заклучок е дека стручен колегиум немало.
никогаш не бил воспоставен. И тогаш се поставува прашањето: на база на кои критериуми се изготвила таа листа за набавка на биолошка терапија? Од ипотеката е прекината на среде. Нема стручен колегиум, нема протоколи, нема процедури, нема медицина базирана на докази. Тогаш која конструираше техничката спецификација за двогодишната набавка првата во 2019 година преку Министерството за здравство. Она што може да се увиди е дека првин господјата која што е работела двогодишната набавка, рамковниот договор нели за двогодишна набавка во 2019 година, Тања Пехчевска, не можеше да одговори, иако неколку пати беше повторувано прашањето која техничка спецификација беше приложена од оваа клиника. Зошто? Заради тоа што во архивската граѓа се наоѓаат над 19 технички спецификации, секоја различна од претходната, и по тип на медикаменти, односно видот на медикаментите, јачина на медикаменти, количина на медикаменти и за колкав број на пациенти станува збор. Сите флуктуираат, а сите се разлика од 5 до 20 дена една од друга. Дополнително конфликтно е тоа што директорот седнал со управниот одбор и решиле дека ќе бараат од Министерството за здравство да се набавува количина на медикаменти во вредност од 900, а после 5 дена и 950 милиони, иако никогаш ги немале тие средства како своји средства, имале 308 милиони. 16 милиони евра во превод. Најинтересен е еден податок за кој што никој немаше одговор, па дури и екс-министерот Венко Филипче, како тоа во август месец 2018 година до клиниката доаѓа наредба под назив наредба во која што се вели: вие нас ке ни го отстапите условниот буџет и ние за вас ке набавуваме биолошка терапија, и во тој допис има техничка спецификација. Како можело Министерството да знае или да наложува на клиниката со што да лечи и во колкави количини? Тоа е невозможно. Тоа не можело да се случи. Значи, клиниката одговара на реалните потреби на пациентите, не одговара на реалните потреби на Министерството или, не дај Боже, некои други чинители во игранкава. Тој допис ние го видовме. Тој е архивиран допис, пратен до УКРО, и уште за замислување е тоа што жената која што изготвувала техничка спецификација и го правила тендерот за првата двогодишна набавка не знаеше по која техничка спецификација е направена целата јавна набавка за сите 6 јавни здравствени установи, кои што има огромна тежина и кои што всушност го започнува процесот на зафрлање на УКРО во сериозна була, да кажеме, и во сериозна хаварија апропо медикаменти за овие сериозни пациенти. Каква е улогата на фармацевските компании во оваа така наречена канцер мафија? Па знаете, доколку сакаме да видиме што се случува, еве, да кажеме, со веледрогериите, се спомнуваат и омилени веледрогерии на власта, тогаш треба да го разгледаме моментот на укинување на паралелниот увоз и дефектурата, зошто бил паралелниот увоз укинат и зошто бил полезен, кои се позитивните и негативните страни. Дополнително требаше да видиме информации од Малмет. Малмет, или пак постаро Бирото за лекови, прави увид на набавките на медикаменти во веледрогериите. Значи, контролира ладен ланец, зима премероци за проверка на квалитет на медикаменти, ги испраќа во една или две инстанции за тестирање и конечно дава едно ливче со кое што вели на веледрогеријата можеш да дистрибуираш медикаменти кон јавните здравствени установи. Доколку видевме колку бил влезот и излезот на материјалните картички на самите веледрогерии, тогаш ќе знаевме и кој би бил можниот влез или излез на медикаменти во јавната здравствена установа. Оти медикаментите имаат патека на свое движење и таа е строго регулирана. Не може да ви се појавуваат медикаменти на црно, на сиво или не знам си во која варијанта. Меѓутоа тоа не беше доставен, тој материјал не беше доставен благовремено, а за да се навлезе повеќе во проблематиката на веледрогериите, можеби би требало да се упати барање и до УЈП, да видиме што УЈП сработело во прашање на веледрогериите, по прашање на финансова полиција, финансова инспекција, тие се под надзор на Министерството за финансии. Владата е чинител од повеќе луѓе. Значи, владата е една содржина на целокупниот систем. Таа одговара за целокупниот систем во државата. Вие не можете да имате дисфункција на еден министер, на владини представници, да кажеме, во ФЗМ и во Малмет, назначени од владата истовремено во истиот период, а никој друг да не знае Министерство за внатрешни работи, да не знае Министерството за финансии. Сето да биде оставено во магла. Многу симптоматично и навистина чудно. Приказката Министерство за финансии, тие што ги даваат парите, како можеле
да даваат пари за нешто кое што нема никакво образложение, некој сонил буквално му требаат толку и толку лекарства, дози, зборуваме за лекови како што кажа и ти, од 3000 до 8,5 се чинам 1000 евра ампула. Да, тоа се исклучително скапа терапија. Што не ги добивале, тоа е поуште пострашно. Ајде да симплифицираме. Што станува? Една клиника разговара за тоа колку медикаменти и се потребни, какви медикаменти, прави прелиминарна пресметка и на крајот на годината оди на така наречено преговарање со Фондот за здравствено осигурување, кој што треба да преговара понатаму со Министерството за финансии. И како одат тие преговори? Еве, нас ни требаат 350 милиони, фондот ќе штеди малку, ќе рече 320 милиони, меѓутоа на крајот на денот се сведува на добро планирање, добар менаџерски профил на човек ви треба за добро планирање. Доколку вие знаете какви се категории, по број на пациенти имате, па преваленца, инциденца, нормално пресметката си ја правите и не пошироко, затоа што нели ќе се појават нови случаи во текот на наредната година, тогаш може да имате представа плюс минус за колку и какви медикаменти ви се потребни и реално да преговарате со Фондот за здравствено осигурување. Доколку сте испреговарале за 308 милиони, не можете да го убедувате управниот одбор, па тој уште да ви гласа буџет за една набавка, само за биолошка терапија од 950 милиони кои што ги немате. Во 21-та година на буџетот, условен буџет од 400 и нешто милиони, управниот одбор гласа барање кон МЗ да се достави за набавка на терапија во вредност од 1,5 милиарди. На база на што? На база на кои средства? На жими мајка, што би рекле народски? Кога беа присутни на анкетната комисија двајца представници од управниот одбор, едниот рече дека е засрамен и тотално е во хаос од информациите кои што ги добива, дури обајцата истакнаа дека во 30 до 40 минути било образложувано пред нив од страна на директорот за што станува збор и какви набавки ќе се прават, иако биле и повеќе свесни дека можеби тие средства не се достаточни, односно не може да се покријат преку Фондот за здравствено осигурување. Сепак претседателката на управниот одбор не присуствуваше на анкетната комисија поради службено патување, таа кажа дека нема да може да присуствува, баш службеното патување беше некако симптоматично до 3 ноември, значи до последниот ден за распит на анкетната комисија, така да никогаш не чувме од неа како дошло до тоа управниот одбор да гласа за буџет кој што клиниката го немала и на тој начин да се задолжува. Меѓутоа, од друга страна, знаете како и да ја начнете оваа тема е хаос. Доколку управниот одбор изгласал буџет кој што е 5 пати поголем од реалниот буџет на клиниката, како министерството реши да прави таква набавка? Како министерството остана слепо и глуво дека тие средства ги нема клиниката за вие да правите рамковна спогодба и да правите набавка за толкава количина рамка од до на медикаменти, кога гледате дека ги нема тие средства. И многу е лесно предвидливо да заклучите дека ги нема средствата ако ги имате 6месечните извештаи. Многу е лесно ако видите дека сумите сериозно надминуваат нешто кое што е одобрено од ФЗМ, па на крајот на денот се свикува и ФЗМ за да видите колку средства има дадената клиника. Проблемот не е во законите, проблемот е во кршењето на законите. Во овој случај кршење буквално до пепел, апсолутен пепел од законските нормативи. Кои закони се прекршени од тоа што го видовте досега? Видите во огромен број на членови е скршен Законот за здравствено осигурување, за здравствена заштита. Понатаму Законот за санитарна и здравствена инспекција, Законот за права на пациенти, јас пред мене не ги носам сите, меѓутоа плејада на закони кои што се апсолутно игнорирани како да се непостоечки. Дури знаете како, доколку некој реши да игра јас сум власт, јас сум све и нема да има закони и ќе терам по свое заради тоа што имам грб или не знам никој да изговорот, тогаш барем изборот на кадрите, доколку е по меритократија, тие би рекле не вака. Се чини дека кадрите кои што се бирани на раководни позиции се со особено сомнителен карактер сами по себе и заради тоа никој не алармирал благовремено, иако биле и повеќе свесни дека се вон законските рамки. Дали може да зборуваме дека не ни постоел реален недостиг на лекови, туку зборуваме за малверзации со кои што се доаѓало до овие лекови да се користат како што не требало. Лекови имало, според ова што го кажувате вие, 5 пати поголеми буџети од планираното, набавка на лекови, но лековите ги нема. Луѓето останувале без лекови, луѓето останувале без терапија. Тука е целата приказка околу садизмот, околу морбидноста на
на ова. Доста интересно е тоа што одредена особа која што е претседателка на здружение која што е поврзано со онколошките пациенти беше присутна на анкетната комисија и таа се изјасни дека во периодот 19 до 21 година никогаш немало недостаток на биолошка терапија за пациентите, додека од друга страна имаме пациенти кои што секоја сабота се пред јавното обвинителство, тоа се група на пациентки кои што тврдат дека константно имало недостаток на одреден медикамент, значи неусогласеност да кажеме во ставовите и на самите здруженија и на пациентите. Што се однесува до документацијата, Фондот за здравствено осигурување направил вонреден инспекцијски надзор во 23 година над работењето на клиниката во 21 година и установил дека има недостатоци, недоследноци и дека имало недостатоци на терапија. Исто така имаме од вонредните инспекцијски надзори од Фондот за здравствено осигурување, како и да кажеме жалбите од пациенти кои што биле пациенти на онкологија или се уште се до државниот здравствен и санитарен инспекторат и до Министерството за здравство, во кои што тие се жалат до институциите поради тоа што има недостаток на медикаменти. Бидејќи не им е дадена терапијата, им се прекинува терапијата, што е страшно за онколошки пациенти поради недостаток. Ама ете, претседателката на одреденото здружение реши да каже дека никогаш немало недостатоци на медикаменти, што значи дека е повеќе од чудна ситуацијата во која што се наоѓаме. Она што излезе на пресконференција преку претседателот на ВМРО ДПМН, професорот Христијан Мицковски, е дека одредени медикаменти биле подигани на начин на кој што да кажеме не е пропишано во законот. Медикамент не може да подигнете од една јавна здравствена установа да ви биде аплициран во друга јавна здравствена установа преди се поради тоа што треба да имате контрола на ладниот ланец, значи дали медикаментот ќе стане токсичен поради варијаблата во температура, во транспортот и така натаму. А втора работа, што е многу интересна, е начинот на фактурирање на јавната здравствена установа. Знаете, се фактурира конфузон пакет на услуга, што значи не само медикаментот, него канилата, флашата, иглата, да кажеме просторијата, медицинскиот персонал кој што ви стои на располагање, тоа е еден цел пакет. Ако медикаментите ги вадите од јавната здравствена установа да бидат аплицирани во некоја друга, први не незаконски, второ не е контролирано и трето како фактурирате конфузон. Што му правите на Фондот за здравствено осигурување? Правиме кратер или дупка. Сега, апропо финансискиот кратер или дупка која што е конструирана преку онкологија, аз не велам дека единствена клиника можеби и не е која што претрпела и играла вакви малверзации и игри на финансиски план. Дупката која што се создава, велат, еве сега владата ја затвара дупката. Да, владата ја затвара дупката со одземање на данокот од даночните обврсници од истото грне, значи заедничкиот данок, за да се затвори долг заради нечиво хаотично работење. Тоа значи дека грнето е исто, вие не го затварате долгот со добро работење, квалитетно работење и штедење или некаква форма на заштеда, туку едноставно зимате од грнето и затварате еден долг. Таквиот долг, таквата дупка ги афектира и останатите клиники, и детска клиника, и торакална хирургија, и кардиохирургија, и сите јавни здравствени установи. Тие се парите, нема други пари. Заради тоа јас велам, не може да лечите комарџија со тоа што ќе му дадете пари. Треба да го отстраните. Напротив, сега не гледаме отстранување на дефектите. Се додека јавното обвинителство не излезе со дефиниран став, не на предистрага, туку на истрага за да се елиминираат по име и презиме факторите кои што причинуваат вакви штети на здравствениот систем, прво, ги осудувате сите здравствени работници, сите бели мантили да бидат поистоветени во очите на јавноста, а не е вистина. Таму има многу човечни, честни луѓе, добри лекари, кои што работат на вистина со срце и душа, студирале по 15-20 години, дежурале не знам си колку време како специјализанти и работеле на тие клиники за да помогнат некому. Додека не се излезе со имења и презимења и ги валкате и понатаму белите мантели и оставате суспектност кон сите, па и медицински сестри и целокупен персонал, и трето, оставате можност за проширување на дупката. Заради тоа на анкетната комисија и на новата директорка Клисарова, која што се обидува да ги стави гвинтовите согласно закон, со формирање на стручен колегиум, онколошки конзилиум и така натаму, и беше упатена порака дека онколошкиот конзилиум подпишува биолошка терапија на се и се што, и дури и без сите подписи на членовите на онколошкиот конзилиум, односно со еден или два подписи, пак се дели биолошка терапија. Значи се дели на ангро, што би рекли. Така. Имаме уште многу теми за отворање. Ќе зборуваме токму за тоа кога ќе
излезат од анкетната комисија и дали ќе излезат со имиња. Ке зборуваме и за чувството како е да водите битка буквално со некој кој што карил милиони и милиони евра, при тоа знаеме како ги заработиле во наводници овие пари врз грбот на луѓе болни од карцином, а вие сте против нив, па какво е чувството да го правите тоа, како и симптоматичноста на целата оваа приказка поврзана со измените во кривичниот законник, кој што дојда така итно во време кога се случува ова на онкологија, а каде што има кривични дела токму според оние 353 и 394, ке зборуваме и за барањето за проширување на истрагата и продолжување на работата на анкетната комисија, докаде е сето ова. Значи имаме уште многу теми за отворање, со нас се Рашела Мизрахи, се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостина Рашела Мизрахи, председател на анкетната комисија за случувањата на клиниката за онкологија. Рашела, една парадоксална тема, злоупотреба на донации. Како може донација да се злоупотреби? Тоа е акт на добра волја на донаторот, нели, кој што ја дава за да му помогне некому, но сепак и не е баш така работата, нели? Да, за време на сведочењата, особено на екс-директорот на онкологија, обајцата всушност се зборуваше многу гласно за донации, донации. Тоа беше, предпоставувам, од аспект или од позиција да се каже, ете, ние успеавме да донесеме нешто и како донација во клиниката, иако беше тешко, беше оскудно. Меѓутоа, еве, за јавноста да биде појасно, јас имам поинакво мислење за донациите. Знаете, има разлика помеѓу донација и донација. Всушност, донација треба да биде безусловна донација, не може да ве условува донацијата. Доколку имате донација од типот на апарат донација, ама тој апарат е врзан со одредени реагенси, кои што само донаторот може да ви ги снабди, инаку не може поинаку да работи. А бидејќи единствен кој што ги носи тие реагенси, тој ќе диктира и цената, всушност со првата набавка на реагенси вие ќе платите како да сте платиле 10 апарати од донација, а не еден. Е, таков е случајот со онкологија, каде што ќе се спомне донација, па дури гледам дека истото се случува и со општата болница во Битола. Донацијата довела до тоа ДЗР да констатира дека има 22 милиони минус во касата на клиниката како резултат на такви донации. Која веледрогерија и како веледрогериите одлучуваат да ви донираат нешто, понатаму ве обврзуваат со реагенси кои што ќе се купуваат исклучиво од кај нив, заради тоа што апаратот не може да работи на други реагенси, тоа е веќе дискутабилно и заради тоа сметам дека првен би требало тендерите да се прават на база на склопување на тендер за реагенси, а понатаму оној кој што нуди за употреба да се донира апарат, кој што понатаму може да си го повлече ако не е потребен повеќе на клиниката. Многу внимателно за гледачите кога ќе спомнат донации и одредени ликови, значи не секогаш донацијата е добра работа. Некогаш донацијата ќе ја платите, преплатите и 10 и повеќе пати, па ќе стигнете до 22 милиони или гледам во општа болница Битола 70 и кусур милиони денари минус. Така. Имаме уште еден проблем, се вика правилник за проценка и набавки. Каде е тука проблемот и која е улогата во овој проблем на Министерството за здравство и министерот? Да, Министерството за здравство, односно министерот секогаш можел да разгледа како ќе врши набавката, рамковната набавка, нели, двогодишна набавка, рамковната спогодба за биолошка терапија, преку правилникот за проценка на вредност на набавката, меѓутоа тоа никогаш не се случило. Доколку го направил тоа, ќе увидел дека управниот одбор, односно директорот донел одлука за набавка која што е далеку поголема од буџетот и тогаш ќе можел и да види какви се суми се исплаќаат по одредени медикаменти, особено кога станува збор за единствен добавувач. Да ве потсетам или еве за јавноста да потсетам дека во периодот кога стана многу актуелна темата цистична фиброза и третолиниската терапија за цистична фиброза, се направи еден упад од закон во закон, правниците може и по-стриктно ќе го објаснат овој процес, односно се земаат членови од Законот за јавни набавки и се ставија во Законот за лекови. Пратениците на ВМРО ДПМН тогаш реагираа дека таков упад од закон во закон е всушност нешто што не е чуено и не би требало да се случува, меѓутоа мнозинството си изгласа такво нешто, а апропо ситуацијава имаме и други законски решенија што се изгласа, за потсетување само дека се укинаа 2 члена од кривичниот законник, еден е злоупотреба на службена должност. Многу симптоматично, не се поврзуваа прости. Тогаш беа како одделни случаи, се случи онкологија, се случи измените, се
се случија на кривичниот закон, оние 353 394 најфамозните членови. Па и злосторничко здружување беше укинат како член. Но никој не ги поврзуваше еден со друг. Сега како оди работата и се развиваат работите токму и во анкетната комисија и сознанијата околу онкологија, некако овие две случувања се доближуваат и да не речам стануваат комплементарни, сврзани садови, да не испадне на крајот на криштата дека измените во кривичниот законник се направени токму поради онкологија. Тука ми имаме вмешаност на лични пријатели и совозачи со мотори на еден премиер, министри и сите тие работи, еден соселанец, директор на ФЗОМ, зборувам за поранешниот лидер на СДСМ и ред други работи, кои што се директно, апсолутно вмешани во целата приказка на ФЗОМ, токму според овие членови кои што се нели сменети на крајот на криштата, симптоматично или не испаѓа дека не така случајни. Вела дека случајноста е само кога не гледате кој ги движи нели марионетите на сцената. Во овој случај така нешто останува се појасно и појасно. Па да, видете, анкетната комисија треба да дојде со заклучок на политичка одговорност од прва линија, од втора линија и така натаму. Сите политички чинители, односно оние кои што биле со политичка функција во периодот на настанување на хаваријата или пак доколку истата трае и денеска, дури и до ден денешен. Меѓутоа, јавното обвинителство е она кое што треба да се запраша зошто беше вака сега променет кривичниот законник и особено поради тоа што еве и за јавноста да знае, Државниот завод за ревизија констатацијата која што ја дава, особено тие што беа за мене интригантни страни помеѓу 9-та и 16-та страна, се проследени и со доказен материјал. Државниот завод за ревизија истите доказни материјали ги проследи и до анкетната комисија. Значи тоа не е само писание текстуално, па сега јавното обвинителство ќе пребарува докази. Доказите се таму за она што е прикажано како заклучок на Државниот завод за ревизија и за мене е и ни најмалку спорно дека јавното обвинителство веќе има сериозна работа преку тој извештај. Спомнавте имиња во првиот дел. Ке слушнеме ли имиња конкретни, бидејќи факт е дека нели извршителите, односно виновниците, не се системот, распадот на системот, тоа се конкретни луѓе, во овој случај повеќе не луѓе, кои што го направиле тоа што го направиле. Еве, ке слушнеме ли од анкетната комисија имиња или ке се остави тоа на рамки или во рамки на јавното обвинителство, кое што, еве, трет месец веќе кочи? Па знаете, апропо тезата дека комисиите се формираат за да не завршат работа или пак работата на собранието е со 3% доверба поради тоа што се игра политички пинг-понг на ниво на дали бил Груевски или Заев виновен, ова анкетна комисија уште од стартот си зема за задача да ја остави политиката настрана поради тоа што ситуацијата, тежината на ситуацијата, траорноста навлезена е во секоја фамилија, па и во секое семејство во Република Македонија. Мислам дека во неколку документи се спомена ротација на пациенти кои што се во огромна бројка, 74.000 пациенти во не знам колкав временски интервал и тежината на болеста си го прави своето и терминалноста на болеста, така да самата тема е толку болна за секој од нас да не дозволува политички пинг-понг и до сега успеавме да го нема тој политички пинг-понг. Не велам дека одредени чинители, да кажеме, пратеници не пробаат да издействуваат такво нешто или пак по инерција не пробаат да го направат истото. Меѓутоа, за сега не се дозволува. Заклучокот на анкетната комисија ќе има имиња, тоа сум сигурна, сметам дека сите пратеници ќе бидат обединети, ќе стојат заедно позади имињата за кои што ќе се одреди дека имале политичка одговорност. Меѓутоа, еве, нека остане да бидам изненадена, затоа што на крајот на денот може да бидам негативно изненадена од пратениците, особено од мнозинството, поради тоа што дозволивме, еве, за Тетовската болница да биде кабелот виновен, за Беса Транс уште не знаеме кој е виновен, може би никој не е виновен, може акумулатор некој ќе биде виновен. За мене ќе биде повеќе од трагедија за анкетната комисија, доколку Орманот на крајот треба да биде виновен. Јас сметам дека и повеќе од јасно, и пред јавноста, дека има имиња, јавноста и без да ги изговорам, ги знаете имиња и во првата линија и во втората линија на одговорност. Влеговте во вториот месец од својата работа, ќе завршите според планот барем, како што и би сакала, верувам, ова вас на 2 декември, побаравте да се продолжи работата на анкетната комисија, побаравте и проширување на истрагата. Имате ли одговор на овие барања? Очигледно е дека ќе ви треба повеќе време, очигледно е дека истрагата треба да се прошири, но очигледно е дека оваа власт не сака да се дознаат многу работи од случувањата на онкологија, па очекуваш ли еве да се прошири и вашиот
термин на рок, да не речам времетраењето на анкетната, но и проширувањето на истрагата, кои што и двете се преко потребни. Така, знаете како, анкетната се формира благодарејќи на одлука на пленумот. Значи, ние не сме само избрани. Има одлука на пленум и во таа одлука стои точно што анкетната ќе прави. Ќе утврдува хронологија на настани, она што на господинот Јоевски дефинитивно цел месец не му беше јасно. Дека ние утврдуваме хронологија на настани, па понатаму утврдуваме и политичка одговорност. И таа рамка се базираше на извештајот од ДЗР, значи 2021 година. Председателот на ВМРО ДПМН рече дека ќе побарува од анкетната да има проширување на надлежноста, односно да се разгледува согласно последниот датум во 23 година доколку се донесе нова одлука. Јас сметам дека во текот на утрешниот или во текот на оваа недела, до крајот на оваа недела ќе се разговара во анкетната комисија дали самите ние како пратеници на анкетна ќе доставиме барање или одредена друга група на пратеници до пленумот за да се изгласа нова одлука со која што ќе се прошират ингеренциите. Во меѓувреме ние имаме плејада на материјали, тоа се чинам околу 30.000 страници во материјал без стенограмите кои што ќе ни треба да ги разгледаме. За мене лично е веќе многу едноставно, јас сериозно ги поминав материјалите, значи ми останува уште многу мал дел, меѓутоа сите пратеници треба да ги разгледаат, да седеме на комисиска расправа, да дискутираме по истите и да извлечеме заклучоци. Моја желба е заклучоците на анкетната комисија, без разлика што ќе се однесуваат на имења, да се сведат на референци, буквално како во докторска дисертација или мастер дисертација. Референца, документ и базирано на тие докази како ние сме заклучиле. 35 дена, односно месеци кусур, што би рекле, се занимаваш со ова, со анкетната комисија ја водиш. Верувам дека прочита многу работи, виде многу работи кои што верувам и не си сакала да ги видиш и слушнеш во животот, неве. Таму си каде што си, председател си на оваа комисија, на комисија која што ја истражува најморбидната афера во историјата на Македонија, можеби и пошироко. Еве, како човек гледано, од сето ова што го слушна и виде, очекуваше да видиш вакви работи или ги надминаа во наводници негативно, се разбира, твоите очекувања, работите што ги слушна, виде, што ги прочита? Никогаш во животот не сум помислила дека ќе стигнам до степен каде што ќе видам вакви работи, особено доаѓајќи од медицинската фела. Никогаш не сум замислувала дека вакво нешто е возможно во вакви рамки, ваква огромност, да кажам, во трагедијата. Сметав дека човечноста на луѓето е над финансиите и дека таа не може да се купи и дека има одреден стоп во сите нас, линија преку која што не се поминува. Знаете, јавна набавка на име на цигли, бетон, не знам, мермер за споменици, една работа. Меѓутоа, медикаменти, здравје и живот на луѓе, особено во терминална фаза, е сосема друга категорија. Она што и дополнително ме загрижува е тоа што голем број на пациенти ми пишуваат и на социјалните медиуми, ми испраќаат и документација, некогаш основано, некогаш неосновано. Јас не навлегувам во тоа, ниту можам да ги разгледам сите детално документи кои што ми се проследени. Меѓутоа секогаш го поставувам истото прашање: зошто не ги упатите документите кон јавното обвинителство? Зошто не одите да кажете што мислите во јавното обвинителство? И сите одговараат дека нема достатъчна доверба, што сериозно ме загрижува. Значи, нема каде да се осврнат или не се чувствуваат комотни да се осврнат кон јавното обвинителство и да ги бараат. На системот, не му веруваат дефинитивно, а доверба не можете да наредите. Доверба се гради или се руши. Довербата е целосно нарушена поради тоа што е јавна тајна и повеќе од тоа дека законите не се почитуваат во оваа држава. Оваа држава не е правна држава и ќе треба период и по промената на власта да застане на нозе, да одболува, за да се постави повторно на шините онака како што треба да биде. Дали оваа бескрупулозност, буквално макијавелизам без граници, ги ја сруши твојата верба во луѓето, сето ова што го виде и, нели, секако дека било премногу, но дали еве малку ги расклима овие работи кај тебе? Да бидам искрена, веруваше до таму дека може да додат луѓето? Да бидам искрена, никогаш не верував дека може до таму. Зошто? Затоа што некој ќе чуе, некој ќе види и нема баналност на злото. Баналност на зло не постои. Некој ќе реагира благовремено, некој нешто ќе каже. Самиот факт дека никој ништо не кажал и сите молчале укажува на сериозна доза на страв. Единственото нешто што е посилно од страв е надеж.
А јас верувам дека во Република Македонија има огромен број на луѓе кои што се полни со надеж и кои што се спремни да ја стават државата повторно на шините каде што и треба да биде за да напредува. Правната држава е првото и единственото нешто за кое што треба сите да се залагаме. Без тоа немаме држава и немаме еднина. Зборуваме за луѓе кои што правеле милиони врз судбината на луѓе кои што се болни од канцер. Мислам, ова е безобразно невидено, но еве ти бркнуваш, свесна си за тоа, во джебот на овие луѓе кои што без скрупули правеле пари врз судбината на луѓето, со животи тргувале буквално, или им ги загрозувале, им ги уништувале животите на крајот на животот, да го доживееш тоа што го доживувале овие луѓе со тие терапии и глупости што им ги правеле. И сега ти настапуваш како председател на комисијата, но и целата комисија, не само ти, настапувате против нив. Очебино е дека обвинителството и овој систем кој што е разурна целосно нема да направи ништо, барем досега не направи. Вие директно излегувате и кажувате, а ќе излезете и со имиња, како што кажуваш самата. При тоа, ставајки се себе си и семејството, но и сите вие од комисијата во опасност од една буквално кажано мафија. Ова не е флоскула, некоја канцер мафија. Зборуваме за десетици, стотици милиони евра, не денари. Не те загрижува тоа, влегуваш во оваа приказка, факт е, го тераш супер, но самиот момент на влез во една приказка која што не е баш убава. Зборуваме за реална мафија. Да, зборуваме и за политички карцином, зборуваме и за реална мафија, се зборува последните 4 години, дефинитивно и повеќе од јасно е дека тоа е реалноста во Македонија. Меѓутоа, ако добрите деца на Македонија не застанат на другата страна и речат не и стоп, кој друг? Нема кој друг. Мора самите да извојуваме. Тука ни се фамилиите, тука ни се пријателите, тука ни се децата, тука ни е еднината. Ако од другата страна имаме некои кои што ја играат игранката на поинаков начин, само ние можеме да им се спротивставиме и наша должност е да им застанеме на патот. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам и вам. Ви посакувам да завршите како што треба со целата оваа приказка за промена, да видиме една именка која што е апстрактна во Македонија, дефинитивно апстрактна, се вика одговорност. Имате целосна подршка од нас, од медиумите, нели, од македонците, колку што гледам и на социјалните мрежи, на начинот на кој што се третира ова прашање. Така што уште еднаш ми беше чест. Ви благодарам многу и ништо без седмата сила. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас и имајќи предвид, како што и самите гледате, што се случува околу нас, да сте неживи и здрави и чувајте се многу.